Ова е Facebook профилот на заменик председателот на владата задолжен за добро владење, Арбен Фетаи. Во февруари годинава тој имал точно 26 објави. Дел од нив се за неговите активности како владин функционер, како на пример ова од 2 февруари, за почетокот на работата на Националната комисија за финансиски истраги и конфискација на имот. Други се од неговите медиумски настапи, како објавата од 20 февруари. Има и за партиски ангажмани, средби и понекој коментар или честитка. Но последниот ден од февруари го означува и последниот пост на Арбен Фетаи од некаква негова активност. Тој ден бил на средба со председател на Република Албанија, Бајрам Бегај, кога Бегај беше во официјална посета на Македонија. Ние во неколку места заради политички... Вице-премиерот за добро владење не е отсутен само на социјалните мрежи, не е во земјата и не доаѓа на владини седници, вели неговиот сопартиец и министер за здравство Азир Алију. Околу Арбен Фетаи, вие разговарате со него? Па во последен период не, бидејќи не е тука. Тој не доаѓа на седници на влада? Не. Зошто? Не знам, не сум информиран. 360 степени го побара Арбен Фетаи. Му пативме неколку прашања, до објавувањето на ова сторија не добивме одговор. Владата има донесено кодекс за етичко однесување на членовите на владата, за чие почитување патем е надлежен Арбен Фетаи, а во кој, меѓу другото, се вели дека носителите на извршни функции се лично одговорни за своето однесување во согласност со Уставот, законите и овој кодекс, и тоа пред председателот на владата и пред собранието. Па за тврдењето на министерот Азир Алију дека вице-премиерот Арбен Фетаи е отсутен и не доаѓа на владини седници, прашавме на Илинденска број 2. На колку владини седници присуствувал од 1 март до денес? Дали е во земјава? Дали доаѓа на работа? Дали ако отсуствува, го оправдувал отсуството? Ако не е оправдано, како владата го коментира однесувањето на вице-премиерот? Ова е интегралниот одговор на сите тие прашања. Како влада, нема да навлегуваме во изнесените ставови на поединци. Како колективно тело, владата функционира непречено и во полн капацитет. Во однос на прашањата кои се однесуваат на работниот ангажман, ве упатуваме директно да ги адресирате до Арбен Фетаи. Зошто вице-премиерот се дистанцира и од партиската и од владината функција, може само да се претпоставува. Арбен Фетаи е дел од Алијанса за албанците, поточно делот што остана во владата по заминувањето на Арбен Таравари. Заедно со него остана и Азир Алију. Не е тајна дека меѓу двајцата дојде до разидување, откако коалицијата Влен, на која и припајаат, одлучи да се претопи во една партија. На 26 февруари Арбен Фетаи се промовираше како преговарач во тој процес, во име на Алијанса за албанците. Me shovincë të votave, ku vendi për themelim më autorizoi që të zhvillojë negociatat e mëtejshme në kuadër të lidershipit të Vlenit. Ky proces nuk është fundi i ASH-s son, është hapi i ardhshëm drejt një forme të re të përfaqësimit ton të përbashkët në Vlen. Овој настап на Фетаи се случи неколку дена по заедничката ифтарска вечер на министерот за здравство Азир Алију и пратеничката Мимоза Муса со партиските структури на Алијанса за албанците. На неа не беше Арбен Фетаи. Sa ju përket përplasje kemi edhe në shtëpi edhe në mohall edhe në punë ku punojmë, kështu që ato janë procese shumë të shëndosha, procese demokratike që ne mund t'i kemi edhe në çdo organizim edhe politik. На почетокот на март пак Алију кажа дека е донесена одлука кој ќе биде преговарач за трансформацијата на Влен во име на Алијанса за албанците и покрај тоа што Арбен Фетаи претhodно се промовираше во таа улога. Në vazhdon e konsolidimit politik të Aleansës për shqiptarët në Vlen, Aleansa për shqiptarët vendosi që zëri politik në Vlen nga kjo parti të jetë i përfaqësuar nga deputetët tanë, Mimozën dhe Ilirin. Во неодамнешното гостување во 360 степени, во кое кажа дека Арбен Фетаи не оди на работа, министерот Азир Алију сепак беше воздржан за деталите, каде настанал судирот во Алијанса за албанците и во Влен, но потврди дека судир има. Тој има
некакво несогласување со политиките на Влен, со политиките на Па владата? да, имаше несогласувања неколку во последниот период, но тие несогласувања мислам дека ги решивме на ниво на Влен. Знаете, во политиката секој треба да внесе енергија, знаење и промени како што мисли дека може подобро. Во моментот кога не се чувствуваме дел од една група, легитимно е да не бидеме. Тоа значи дека Арбен Фетаи треба да очекуваме дека ќе биде заменет со нов кадар при идната реконструкција на владата? Во моментот, знаете, работиме ние како Влен во дефинирање на органограмот на Влен како сега веќе како политичка партија и се уште не сме стигнати до нивото на анализа на перформансите на директорите, замениците, министрите и перформансите во владата во целина за секоја политичка партија дел од Влен. Господин Алио, ако Така да некој ќе не ги доаѓа на анализираме. работа, нема објективна причина за тоа, логично е дека веројатно треба да замине од тоа место, така? Дозволете комисијата да Не е ги здравствен анализира проблем, колку што разбирам, не е нешто процеси. така, не е таква Не, причина. воопшто не е здравствен проблем. Спојувањето на 5 партии кои се дел од сегашната коалиција Влен во една единствена партија е планирано за 9 мај, но освен Арбен Фетаи, има уште еден висок функционер кој нескриено се дистанцира од работата на владеечките партии на албанците, а е дел од владата. Министерот за социјална политика, демографија и млади Фатмир Лимани доаѓа од партијата Беса. За него, неговиот сопартиец Билал Касами неодамна кажа дека не е тука, како и вице-премиерот Арбен Фетаи. Ku janë Arben Fetaj dhe Fatmir Limani? Informatat që i kam për momentin janë jashtë vendit, sepse nuk e dim kur janë Jashtë jashtë. vendit. Сепак, еден поглед на Facebook страницата на Фатмир Лимани го покажува спротивното. Тука е и има редовни активности, како министер за социјална политика, демографија и млади. Недостасуваат партиските активности. Sa i përket Vlenit, sipas informatave që i kam, me një farë forme me vetë dëshira ata nuk do të jenë pjesë e Vlenit. Me vetë dëshirë nuk do t'jenë pjesë e Vlenit tani. E kanë kumtuar këtë vendim? Po në komunikimin e deri tani shumë asaj rrugë janë. Me kë kanë komunikuar, me ndonjëri nga... ju s'kanë komunikuar? Me Zotri Xhetin? Zotri Me Fetaj ka pasur komunikim Bekirçani? me partinë e vet, ka pasur në një takim të fundit ku, do thënë, edhe një herë po them, rrugtimi i tij është jashtë vendit. Zoti Fatmir Limani? Zoti Fatmir Limani, edhe ai shumë herët i ka ndërprer komunikimet me lëvizjen e Besa dhe unë besoj që në rrugtimin tonë të Vlenit nuk e shoh se ai do të jetë pjesë e kombinatorikave politike. 360 степени го побара и министерот Фатмир Лимани. Лично му упативме неколку прашања, од кои причини, како што вели Касами, ја прекинал комуникацијата со Беса и со Влен. Дали очекува да остане во владата на Христијан Мицкоски, ќе го продолжили и како политичкото делување? Одговор до затворењето на ова сторија не добивме. Промовирањето на партијата Влен е најавено за 15 на дена. Набргу, потоа, според најавите, треба да се очекува и реконструкција на владата. Сигналите се доволно јасни дека ќе има поместување во првиот ешалон на власта, вклучувајќи ги и позициите на Влен.